Добро дојде во магична сцена за Предраг Павловски. Предраг, мали враже. Добро им дојде во магична сцена. Порано се снимавме многу често во театар за деца и младинци. Да. Беше во секоја представа, во театар за деца и младинци, така ви беше сите глумци бе. Тогаш беше и со својата сопруга Тања Кочовска, која рековме дека нема да ја спомнуваме ова. И ти мораш ова. И јас мора на првата реченица да ја спомнам. Реков да не ја спомнувам. Поздрав за Тања, и толку повеќе не те спомнуваме. Освен, можеби ќе ја спомнеме на чудесна терапија во некој дел, дали ја гледала представата што кажа, како кажа. Ја видов Тања на премиерата на Пантаглес, таа беше пред 2 дена, неодамна беше премиерата. Една преубава представа од Владимир Милчин режија, со одлични актерски остварувања. Морам да кажам дека до совршенство добро одиграна улога на Зоран Љутков, која што е насловната улога, со до совршенство добро одиграни споредни улоги, една од нив на Предраг Павловски. Добро ни дојде Предраже уште еднаш во магична сцена и ти посакувам многу убави улоги. Последните две што ги имам гледано на чудесна терапија и на ова се работи за актер кој што буквално од она што беше во театар за деца и младинци, да речем полесен тип на актерска игра, овдека веќе станува збор за некоја зрела фаза на актерско остварување на улогите, кои што еве можам слободно да кажам дека до совршенство добро се направени. Добро, ти благодарам за комплиментите. Да, се случи тие две представи што навистина двете ми се драги на свој начин. Се работи прво за чудесна терапија, премиерата беше неодамна. Една многу убава мала камерна представа кај што играме јас, Маја Велјковиќ и Сонја Стамбулжиевска. Се работи за една брачна терапија, маж и жена одат на терапија, има терапевт. Тројцата сакаме да играме на мала сцена, баш онака, знаеш како во фудбал, кој ќе речат, баш ни се играва утакмица, ја очекуваме стално онака со некој нетрпение, многу ни се игра и многу ја сакаме, а и добар прием кај публиката има. Така да, таа е едната представа, втората е сега Пантаглес, што беше пред некој ден премиера, исто доста интересна, доста мене многу ми стана драга представа, мине некој интересен лик играм тамо кој се појавува на крајот на представата. Мислам дека режисерот и професор Владимир Милчин добро, убаво ја стегна, ја склопи, ја направи представата и мислам дека ќе си има публика и ќе функционира. Сосема диаметрално спротивно од она што е чудесна терапија, ама и двете ми се некако и нови, и драги, и ми си играат со мерак. Што знаеш како треба признаеме, ние артистите има представи што ги одработуваме за плата. Тоа не значи дека не сме посветени од тие представи и ангажман, ама редно е да признаеме, некој призна, некој не, дека некој ни се помили представи, дека ни се подраги. Повеќе сакаме на репертоар да ги играме од некои други. Предраг, многу убаво те прифатија колегите од Драмски театар и воопшто не само колегите си тоа нешто прават представи, затоа што можам да кажам буквално си разграбан во скоро сите представи си еден од актерите кој што е дел од таа представа. Не очеков, стварно ако сум длабоко искрен, не очеков да еве сега дојдов во Драмски пред 2-3 години, да речеме. Очеков да речеме, сега ти дојде, тебе те чекам, уште ти. Баш така. Буквално до последниот, од портирот до колегите, до директорката и директорите предходни, ме прифатија и стварно супер се чувствувам. Се чувствувам како сум одамна овде и тоа е добро чувство кога ќе те прифати колективот, тимот. И играше скоро во сите представи? Па играм доста, да, играм доста 5-6 представи имам на репертоар. Па нешто што ми недостасувало со текот на годините и што секогаш сум сакал да го работам. Баш кога јас сум израснат на 200 метри од овој театар, јас со овој театар сум некако од дете поврзан и еден од ретките кај што влегам како првите мои средби биле овде. Јас сум овде заразен со театар. Така да ден денес влегам, сега да не звучи претенциозно, ама некако во храм, ама во како нешто свето. Тоа веројатно си влече од детство, дека тој театар бил, сум гледал големи артисти овде, големи представи, големи режисери и драго ми е што сега јас со некако скромно учествувам во репертоарот и во представите на овој театар. Предраг, како беше твојот пат за запишување на ФДУ? Дали лесно се одлучи или како дојде тоа? Не, сега тоа е фраза што стално кажуваме, во мојот случај така, уште од мали нозе, демек беви член на детската радиодрама во македонска телевизија, во радиотелевизија Скопје, пардон, тоа време. Потоа завршив средно уметничко, али секогаш сакав да се запишам и мене ме
примија од втор пат ме примија на факултет за драмски уметности. Јас и колегите мои драги Никола Ристановски и Тони Михајловски бевме тие што некако бутка. По они нешто отида у војска, Никола од трет пат, Тони валјда од четврти, знам, го Тешев Тони мене ме прими, викам, ајде само, викав на српски, усе усвоje клюсе, да. Така да, Во поново време да се најдобрите актери во... Секако, ги ценаме и двајцата се врвови. И пошироко, не само во Македонија и во регион. Да. Така да беше така и стресно и ова. Мислам дека беше сега, ај се ние као стари луѓе да не збориме, дека беше некако поселективно, построго тие тогашни професори. Сега и не знам како е, веројатно и сега. Тогаш имаше многу поголем интерес, мислам, за прием. Немаше толку академии, немаше толку, како да кажем, некои други факултети слични на драмскиот и преку 100, не знам колку бевме пријавени. Така да беше тоа травматично за сите нас тројца, памтам да нема уште некој од понављачи да ги речам тогаш. А кажи ми, тогаш селекцијата беше многу ригорозна. Дали сите кои што влегува во тој круг на избрани? Имаше 2 круга. Мислам дека и ден денес е така. Имаше 2 круга. Имаш прв селективен круг, во кој влегува, да речеме, 20 од тие 100 кусур. Па потоа од тие влегуваат 10, 11, 7, 8. Така да ја 2 пати влегов во втор круг, па валјда вториот пут ме примија. Исто и овие драги мои колеги, пак да ги спомнам, и они така нешто. Влегува во втор круг, па не ги примија, па ова, она и... Ми е прашањето за оние што успеа да се запишат, дали го оправдаа тие сите таму 10 луѓе понатаму во... Да, па таа моја некоја гласа генерација, тие години се доста сега се врвни артисти и водечки артисти по театрите низ Македонија, да не ги набројувам, Владо Јовановски, Никола го спомнав, Тони го спомнав. Сега ќе се наљутат, ај се, кога почнав, Маги Ризова е моја класа, Жаклина Стефковска. Потоа да идеме класа на Никола што беа, кој беше уште тамо. Драган Довлев во детски, Звезда Ангеловска, не можам више протак, ки испушам. Така да сега го играат Јордан, Јоцо, Микич, тоа се нашите генерации, тие некои нови што бевме. Тогаш они отида доста во драмски, имаше нешто малку овде примија, ние во детски, ама тие се сега држат репертуар во повеќето театри из Македонија. Петар Горко, Трајче Георгиев, моја класа да не ги заборам. Ете така. Ана Левајковиќ? Ана Левајковиќ, Олгица Христов. Мосли, ја викам, Олгица е малку помала, Јуле Стефанова. Јуле Стефанова, каква улога има направена. Моја драга колешка. Јуле Стефанова, август во округот Осејч. Тоа е до совршенство. Уште да ја гледаш, иначе се знаеш. Да тркнам до битола и да ја гледам. Јуле и Јелена Моше се таму незаменливи. Верувам. Моше исто тие генерации, тие се негде 2-3 години што сме разлика. Кажи ми, тоа друштво, дружење останува низ годините, се пратите? Останува, знаеш, секогаш имаш, се пратиме некогаш поретко, некогаш по-често, али останува тој беле го, како да ти кажам, како го чувствуваш дека е твоја класа некако има блискост, без разлика што не се гледаш, навиваш за него. Еве јас да го гледам, ако е моја класа, навивам за него. И обратно. Еве се Ана Левајковиќ баш пред да дојдам, викам, ми честиташе класо, генерацијо за представи за ова, така да имаш некоја посебна симпатија, пошто сепак си прошол некој период со нив 4 години испити, и добар си бил, и не си добар, и испити, полагање тоа, и се врзуваат луѓето. Се зближуваат. Без разлика што ќе речам, после секој на своја страна иде. Ретко во кој театар имаш по 4-5 од една класа, да се знаеш, секој по својот пат, со својата среќа. Мислеше дека тогаш цел живот ќе ти биде театарот и приватно и работно? Па штом сум запишал, да. Па тоа е што сакам сега, колку сум успешен или колку правам или не го правам тоа, али тоа е што ме влечело, тоа е што сакал да го работам. И ден денес еве можам да кажам, и тоа е добро, ден денес уживам. Тања кога влета во животот? А не, што се договоривме? Дека нема да спомниваме сега, затоа приватно те викам. Ти и приватно и на работа си со театаров поврзан. Не памтам за такви тоа се, да. Отамна беше. Ај што влезе туку не излегува никако. Да. Следното прашање ве молам. Следното прашање за Тања. Тања те гледа на сите премиери, пошто ја видов во... Не гледам ја Нези, она гледа, да. Па она е стварно критичар, не се човек што можам да ја верувам нормално и овде онда и обратно. И јас си верувам на незиниот театарски суд, како што она верува на мојот, тоа е.
Пошто веројатно сме искрени до крај, тука нема што да се лажеме. Претпоставам дека знаеш дека Тања е врвна актерка и дека таа е до совршенство добра. Ја немам глед. Ја немаш гледано, така не ја доживуваш. Вака зборат луѓе, да. Да, игра оној тамо доста супер, пратам што се работи во македонски народ и Народен театар и кај што она игра. Да. Има ли разлика во вашиот однос од кога излеговте од театар за деца и младинци двајцата пошто бевте вработени? Сега уште подобро. Уште подобро, потоаш ги делиш маките и проблемите тоаш, во сега сосема други фирми сме, нема врска. Сега сме конкурентни фирми. Сега сме контрабанда и да. Сега дури се напага. Вашиот тај. Ова ли е представа? Доди кај нас да гледаш каква е представа. Да. Сега играме за различни тимови, да. Предпоставам дека на терапија може би ти е потешка улога, иако улоги како улоги не може да ги одвојуваш лесна тешка. Не би рекол, напната. Напорна ми и оваа кај Владе, мада јас се појавувам на крај 40 минути, ама тие се доста активни 40 минути. И како што реков, многу убаво ја стегна, многу убаво ја направи прецизна, дури математички Милчин представата, така да не, доста сум испотени, доста без разлика ќе речам, сега не може да споредам со Зоран Љутков што го прави тоа 2,5 часа, мада и он излегува, нека не збори, нека не кажува, али фантастична улога има направено, му признавам. Али напорна ми е таа. И терапија исто, терапија пократко трае, сат и 15, ама... Ама сте цело време Да. Да, повеќе зборувам. Да, мада и овде зборувам. Добро, завршија двете представи. Да. Имаш ли некоја поомилена од тие две представи или за општо зборуваме, не мора за овие две представи, за представите. Не. Дали, на пример, од овие две сега ти се нови представи. Дали некоја од тие две представи сакаш повеќе да ја играш, еве да речем? Сакам и двете ми се нови. Мислам, мерак ми е да се почесто на репертуара, еве сега Пантаглес се почесто. Чудесно од некои причини се игри таа еднаш, 2 пати, до 3 пати, али но се подготвуваат и нови представи сега баш овој период, ноември, декември, така да малце по... Ама еве, јас имам од денес, од утре имам секој ден представа. Така се погоди, вторник, среда, четврток, петок, сабота. Недела па уште капак ми е у детски од 12,5. Така да имам, не се жалам, играм. Во детски театар се уште неколку представи играш? Играм неколку стари представи, да, во некој и на ке ти реков, и она предложи, ме сменија во една-две. Некој кај што не е тешко да се смени, ама ете останувам во некој така. Така да играм 3, 4, 5 представи месечно и таму. Час сладко, час лутко. Пробај ги новите Choco Stobi Flips Dark and Chili со наизменича комбинација на чоколаден флипс и луто чили. Витаминка. Предраг, зборуваме за две представи кои што се тотално различни на Чудесна терапија и ова Пантаглес. И приодите, предпоставувам, за градење на ликот се различни, но исто така можам да кажам и она што како жанрови представите се тотално различни, и едната и другата. Чудесна терапија некако е представа која што мислам дека никого нема да остави равнодушен кога би ја гледал представата, посебно за луѓе кои што се во брак, во брачна заедница, затоа што станува збор за проблемите кои што луѓето вообичаено и познати проблеми. Пантаглес можеби на некој ќе му се допадне, можеби на некој нема да му се допадне, тоа се такви представи кои што се или така. Да. Не знам, јас со режисерот на представата Чудесна терапија прв пат работам едно стварно фантастично искуство со Димса. Може си го право, да, може би е полесно. Не е полесно терапија, али по фаќа, по прифатлива може ќе биде за публиката.
Мада, мислам дека и Пантаглес има свои работи кои ќе фатат ке публика и ќе ја замислат, ќе ја здрмаат малце, што може би и беше цел кога се правеше. Тебе на мала сцена воопшто не ти е тешко да играш затоа што сите представи во театар за деца и младинца се всушност. Прв пат не знам што беше, не знам што да буде. Уште Сашо беше директор Тасевски, летнат кукавичка. Летнат кукавичката гледа. И имаше на сцената на овде на Драмски имаше платформа една поставена на мала платформа, не знам 2 на 2. Па викам овде треба, јас сум научен нова, ја на ова ќе играм. Вие горе, на големо викам овде ја ќе си играм на ова. Има така некој знае да ме пецна тоа, ама добро, ја го добронамерно го прифаќам тоа. Кажи ми со Маја и со сите колеги, додуша и претходно Со Маја сме сте одамна работели. колеги и ова со Маја многу одамна со години се договараме нешто работиме заедничко и гледаш некојаш дал некоја виша сила или нешто не спои да го работиме. Значи одамна сме, можам да речем и фамилиарни пријатели со нејзиниот сопруг и со Тања и со се. Мада поредко се гледаме и одамна се договаравме и е баш убав текст не спои и да работиме. Колку беше тешко или лесно да се направи тоа што го видовме ние на сцена и колку во текот на тие извадби што ги имавте пошто сте на мала сцена. Извини што те прекинувам. Ние на пробите како маж и жена со Маја се смејате сега. Абе не збори така, сега види оде, чекај, ова ти кажа режисерот, застани малце, доста зборуваш. Маја е супер актерка, Маја е супер и човек, и актер, и партнер, ако немаш партнер. Истото и со Сонја, која малку подоцна влезе во целиот процес. Нема, без партнер нема театар, без тебе нема мене, сега да не кажам големи муабети, ама тоа е. За јас секогаш кажам, театарот е колективна работа и само колективна. Нема поединеца, не може да бидеш добар во некоја лоша представа, ама он беше добар. Не може, ако, значи со кој партнер играл? Сам играл. Мора секогаш да има партнер. Покривање на грешки, мислам дека ти е лесно, затоа што пак ќе кажам, искуството од театар за деца и младинци, каде со сите сте заедно, секој на секој може да му шепне ако не му текнува во моментот. Овдека со Маја. Сега на премиерата има не ми се случи, не знам дури Пантаглес. на режисерот не му кажав, не стигнав. Има една сцена кај што јас се качувам на сцена и имам 2 реквизита. Едно е табакера со цигара, која подоцна, да не раскажам представата, Златко Митревски ми е бара, вика дај ти ме на цигар. И јас глумам нешто горе, глумам, се дерам, правам, пошто играме на една платформа. И завршува тоа горе, сцената трае и во моментот приметувам дека ја нема табакерата. И се вртам, викам ја нема што да му фрлам се, имам еден чекан, не чека да за цигара. Ја нема. И така нешто, ма не го приметле тоа што ми е драго, така лесно си отидов до крај на практикаблот, само вака направив, доле беше суфлерката Данчи, не знам кој цигара немам. И си се вратив, ми донесува после дојде цигара. Никој не го примети тоа, така да ми е просто драго ес. Ако ти ја побара цигарата, нормално. Да, после се си беше како што е изрежирано, како што треба биде, ама не видео кога ми ја дадо цигара, пошто сум практикабл, некако тука од доздоле Златко ми ја додаде. Не примети никој публика, што ми е драго. Кажи ми, на терапија се случуваат такви некои грешки или ненамерно? Не. Ако некој прерипне текст нешто, ама добро, тука. Терапија и суфлерот е многу близко, а и мала сцена не може да ти помогне. Се снаоѓаме, го знаеме текстот, мислам, не е ништо страшно, знаеме, се снајдеме, знаеме, да изиграме. Не ми текно нешто интересно сега да кажам, тој тип, ама така. Знаем, ајде да ми отиде 3 страници напред, па да ја вратам. Како оди тоа враќање, Предраг? Па прво ја гледам. Прво ја гледам. И не кажам ништо, и она ме гледа и знае дека нешто сгрешила или треба нешто да направи. Тоа некако се враќаме, се снаоѓаме. Треба се поинаку да го кажеш после текстот таа реченица, за да ја потсетиш дека не бевме таму, уште не сме сега за ова, И само мајка ми кога ме фиксира и ме гледа така, бледо знам колку е сада. Ама затоа ја сакам, затоа е добра партнерка. А публиката мисли дека она нешто посебно, зуми па уште ја аплауз ке добие. Да. Уште аплауз ке ми добие. 3 страници напред ми отиде, јас ке ја погледам вака, они мислат дека мажот и жената се гледаат чудно и аплауз добива. А јас си давам за најдобра женска улога за 2019 година. Добро. Лето од страна на страна. Да, ја сакам без разлика, ова се работи некој меѓу нас што немаат врска. Кажи ми, Сакам да ме свати и она погрешна кога гледам. Не, таа работа. Предраг, другите театри во Македонија имате
навика со Тања да запалите кола, да одите Велеско, Маново, Прилеп, Битола, обично во Прилеп. Ма се поредка и поредка, за жал да. Ма да е некако и зафатен сум, знаат театрите понекогаш и да си ги поклупуваат представите. Колегите нови, млади, што се во Прилеп, Да Битола. речам, Скопје скоро се пратам, али се поредко. Порано одев повеќе, да речам. Во последно време, жал ми е, после... Битолски театар во Кина се во моментов, да знаете. Знам, го гледам ПЦ, да. Да, те се гледаш. Ја бев со детски во Тајван, така да сум бил 5 пред да биде тама, да. Знам што јадат, храната им ја знам, да. Да, интересно, да. Битолски доста гостуваат и шетаат, што ми се допаѓа. И знам дека е 5 колегата. Добро, а некои добри представи, например, од Битолски театар, имаат по 2-3 добри представи, да речем во една година. Правите ли напори некако да ги видите на некој? Индивидуално, да. Или ако гостуваат нешто овде, порано почесто гостуваа во Скопје, па тогаш ги гледав. Имам гледано доста, мада ова последнија немам. Еве, слушнав дека таа добра представа испаднала. Драгана што работеше, што ја кажа како беше август да. Предак, што е со филмовите, што е со сериите? Па има нешто инцидентно, фамилија Марковски, синхронизации некои, беа некои кратки филмчиња, што беше друго нешто така. Значи цело време има... Големите тие за Оскар филмовите уште не се, уште ги чекам, да. Пратите филмови, како филмови одите во кино гледате? Медена земја, Врбатие, македонски. Медена земја уште не сум гледал срамота, да, никако да се организирам. Пратам. Та има и серии доста интересни. Не знам, добро сега. Мислиш за странски? Да, за странски, за тие. Тоа нешто се навлеков, да. Сериите се дури поинтересни од филмовите ги прави, да. На која си навлечен? Шо гледав последно? А гледав една добра Our Boys, нашите момчиња на HBO за евреи и палестинци, за вистински настан што се случил. Тој го има таму вајда сега, да не ги рекламираме тихом и ова. Тоа гледав, шо гледав друго? Не знам. Подземна клиника. Добро, горе-доле. Ги насочувате овие наследници на ваши кон актерство? Со Тања? Или прекративте со тоа? Зато знам дека... Наследник добро е, не се бави со ова, супер, он се бави со туризам. А малата е... Знам дека со тебе глумеше уште мала кога беше. Малата е втора година на факултетот за драмска уметност. Значи наследена е веќе. Да, малата студираше друго нешто и стигна до абсолвент таму и после... Не, ова сакам. Не успеав да ја тргнам на страна. Добро, нејзина желба, нека е со среќа. Тоа е. Тешко кога е наш леп. Поготово глумица во Македонија, тоа е трнлив пат. Глумица е потешко, така? За мене да. И секаде, ама па и во Македонија. Па нема ни малку улоги се пишуваат. Во драматургијата многу малку има женски ликови. Еве видовме во Пантаглес имате само, не знам, 15 машки и една женска, вие само со нив. Да. Но секој со својот крст, секој со својата среќа. Да. Сцената не милосрдна таму си, таму. Нема ни мама, ни тато, никој нема таму. Точно дека, например, Тања Кочовска е по потекло од позната фамилија, но повторно ќе кажам, ако Тања го нема квалитетот, џабе ќе се ќе и пружат неколку прилики, но ќе заврши на приликите и тоа. Тоа е реков, сцената е немилосрдна таму. Пред публика си. Нема, мислам, не може никој да ти помогне. Она што го правите со Тања, пак Тања, не ја спомнуваме Тања, добро. Прашаме за фудбал. Ај за фудбал. Тања гледа фудбал? Не гледа Тања фудбал, гледа раковет, да. Навлечене на раковет, да. Имате нешто по што се разликувате, некој сака ова, некој она? Си имаме два телевизора и решен проблем, да. Друго сега да прашам, рече во 5-6 улоги си во моментот што се во драмски театар, на репертоарот. Вторник, една среда, друга четврток, доаѓа до мешање, до конфузија, до... Доаѓа, ама не ми се служи на сцена, па доаѓа ли? Ке се концентрираш, ке повториш, ке читам текстот за таа, ке влезам во филм на таа представа и тоа е тоа. Значи, излегуваш во вторник, завршуваш, одспиваш се бајле. Тргнам на кај театар и ке ми дојде некоја реченица, викам, чекай бе, не е од оваа представа. Ама добро, тоа ми е работа, мислам. Мислев преку ден нешто да направиш, значи од
Сабајле не правиш, од кога тргнуваш во театар, тогаш влегуваш во ликот на Да, да, обично тоа, ама ти се врти во глава, ако знам, поготоа ако е некоја потешка представа, ти се врти дента дека тоа вечер треба да го играш. Стои тука негде во подсвест. Може да прочиташ некоја друга книга освен театарскиве? Може, па добро, ние играме и пробијаме од Сабајле некојаш, па играме на вечер представи. Тоа е тоа, мора да се шалташ, народски кажано, и да влезеш во филмот на таа представа. Тоа е тоа. Интересно ли е да си актер во Македонија? Па мене ми е задоволство, како да кажам, тоа го кажам и пред малку. Пријатно ми е, убаво ми е. Уште не сум се засетил. Навечер обично, ако нема представа? Па не знам, смирен сум нешто, станав така. По дома, тие серии гледам, спорт сакам некојаш, пратам така. Поредко излегам, порано бев така по излегувач, по шетав правев, ама сега сум така. Веројатно со годините. Со годините? Да. Луѓето приоѓаат, сакаат да се сликаат, сакаат... Да, имам такви, ама не се чувствувам као некој популарен и многу познат, мада приметувам така ќе ме загледа некој, па ќе си речам, шо ме гледа, па после ќе се сетам, па да ме гледа во театар. Не, воопшто не се чувствувам како познат или популарен. Кај нас ако те нема телевизија, те нема нигде. Мислам, ако театорот да, ама театорот е тоа во ограничен број луѓе, мислам. Ми се случи една серија пред 5-6 години ја снимавме, сега ја репризираат на една телевизија, 100 души ми. И те гледав, да. Се сум ја заборел. Овде во театар ќе изиграш, шо ќе играш, да. Телевизијата, тоа е феноменот на телевизијата. Штета што не се... Лошо тоа, ама така е, така стојат работите. Штета, пак ќе кажам дека не се снимаат и многу серии и многу квалитетни серии. Можам да кажам, преспав, еве, ќе извадам од сите серии што се снимани во Македонија, која што направи суперхерои од ликовите кои што... Стигаме четврта, пета сезона. Мада, еве, јас играм некои тамо според епизодни во Фамилија Марковски и таа добро се котира. Таа еве втора сезона снимивме, да речем, пред некој време оди, да. Не може да оди секако што треба да има повеќе филмови, гледам многу малку филмови има во Македонија, а и тие филмови што се снимат не се со некој не знам како квалитет, затоа посакувам дека за разлика од театарската уметност која што во Македонија е на највисоко можно ниво, каде што представите до совршенство се добри, каде што актерите до совршенство преубаво ги одигруваат представите и луѓето кои што одат и ја гледаат представата се воодушевени сите, тоа не можам да го кажам за сериите и за филмовите. Добро, тоа е твое мислење, али мислам дека малку мрна работа и дека има малку поголема продукција, поготово за сериите и со ова. Па ќе биде. Да, дај Боже да биде секако што треба да оди напред. Тоа во секој интерес ќе на сите, так. Ти благодарам, Предраг, што не беше дел од Магична сцена, да ти посакувам многу вакви улоги како во Чудесна терапија, како во Пентаглес. Впрочем и другите представи, да не ги заборавиме, што беа во... Да, имаме, Странци е уште. Странци, хит на драмски од минатата година. Фестен е преубава представа, така што... Краво Тиби, да. Баш играш во, да речем, во тие убавите парчиња. Па добро, да. Да, има и некои други кои што не играм, кои што се добри представи и така. Ама поредки се ти. Ви благодарам на разговорот. Поздрав до Тања во секој случај. Ќе ја поздрави Тања? Да. Поздрави ја Тања. 3 пати. Тања те поздравува Ацо. Ама ти да ја поздравиш. Тања, јас те поздравувам преку Ацо. Ајде, поздрав. Се гледаме.